И државата ги притисна газдите. Од инспекторите бара отчет за исплата на К15. Станува збор за информација која се бара од причина што се евидентирани појави на неисплата на регрес за годишен одмор од страна на одредени компании. До главната дирекција на Државниот инспекторат за труд, како и до потрачните единици на инспекторатот до сега се пристигнати според информациите што ги имаме повеќе од 100 представки од страна на вработени во приватниот сектор, а кои се однесуваат во најголем дел на неисплата на К15. Ова доаѓа по бројните реакции на работници дека популарното К15 или им е исплатена сума 3 до 4 пати помала од потребната. 83 луѓе остана и на тие не е исплатено К15, а додека на другите вработени е исплатено К15. Да напоменам само дека повеќе од 8 месеца имаме вработено. Во меѓувреме, од Гласен текстилец информираа дека за само 2 дена се изготвени 40 барања до инспекторатот за труд во различни подрачни единици. За разлика од лани, кога работниците барале анонимност, годинава пријавите ги поднесуваат со име и презиме. Таму каде што пријавиле работодавачите загуба, ќе провериме, ќе бараме од службите да видиме каква е таа загуба. Дали навистина има загуба? Онаму каде што не е исплатено ќе бараме да биде исплатено, во спротивно ќе покренеме судски постапки. Сите работодавачи кај кои ќе се утврди непочитување на обврската за исплата на К15 се соочуваат со казни и до 4000 евра. Од Министерството за труд и социјална политика веќе најавија засилени контроли кои ќе траат до крајот на февруари. Истите ќе се спроведуваат во сите фирми, но на удар особено ќе бидат текстилците и кожарите. Засилениот инспекцијски надзор во областа на производството на текстил и чевли од причини што најголем број на представки во изминатите години беа од работниците во наведените дејности. Напоменуваме дека во случаите каде ќе се утврди дека не е постапено согласно законот и колективните договори, Државниот инспекторат за труд ќе преземе мерки согласно со закон. Информираат од ресорното министерство.